90-тите години важеше за еден од побогатите региони во Македонија. Најкатастрофалната продажна година. Замислете, 0,5 денари, пола денар, индустријско јаболко. 3 денари конзумно јаболко. Ве молам, најдете некоја држава, не во Европа, во светот, во која беа толку ниски цените на јаболкото. Пред избори ни ветуваа некаков гарантен фонд за во случај на елементарна непогода во земјоделието. Во меѓувреме во Преспа се случија неколку елементарни непогоди како мраз во 2016 година, град во 2018 година и овогодинешното невреме што ја зафати долна Преспа и 100% го уништија родот на јаболката и стеблата. Гарантниот фонд никако да проработи. Земјоделците се оставени на милост и немилост. Се корнат во штарниците како никогаш досега. Поради ваквите состојби младите не сакаат да слушнат за овоштарство и ја напуштаат Преспа. Ето таква е состојбата во Преспа, нималку розова. И да бидам краток, со оглед на ваквите состојби во овоштарството, нашите барања се следни. Неселективно и пооднапред утврден календар исплата на субвенциите. Најнапред на вистинските земјоделци. Оние регистрираните кои си го плаќаат здравственото и пензиското осигурување од својот джеп и не се на грбот на државата. Исплата на додатокот за регистриран земјоделец. Исплата на додатокот за рурално подрачје. Исплата на интервентната мерка од 3 денари за килограм индустријско јаболко. Исплата на штетите од 2016, 2018 и овогодинешните штети што ја зафати долна Преспа. Владата да се заложи во изградба на откупни, дистрибутивни центри, ладилници и преработувачки капацитети. Ако сакаме да го зачуваме и да му го вратиме сјајот на преспанското јаболко, уште еднаш ви благодарам.